како и секоја година, така и оваа година навистина имаме голем број на лица кои што се заразени со такви вирусни инфекции, но и настинки токму во овој есенски период, па токму по тој повод решивме да направиме едно вакво вклучување и да прикажеме, односно да дадеме информации како најлесно да се справиме со тие вирусни инфекции, но се разбира и како да го зајакнеме нашиот имунитет. Овутро заедно со нас е доктор Ирена Витановска, односно специјалист по семејна медицина. Да и посакаме добро утро. Добро утро на сите. Драго ми е што сте дел од нашата емисија, што ќе имаме можност да кажеме нешто повеќе за оваа актуелна тема која што не засега сите нас. Некои се моментално заразени со вирусна инфекција, некои беа пред 2-3 недели, односно целото ова време во овој период владеат тие вирусни инфекции. Потоа ќе прашам зошто есента е најпогодна за овие вирусни инфекции, односно зошто најчесто се јавуваат токму сега? Ладно време погодува на вируси и секоја година е исто, почнуваат вирусни инфекции. Исто така, затворени простори, деца почнаа да идат по градинки и школи, нормално, тие почнуваат да се мешаат и вируси да предизвикуваат инфекции. После преоѓа на родителите и еве амбулантите се полни. Препорачувате повеќе проветрување на самите простори, можеби и носење маски, заштитни маски? Основно е да се проветруваат простори, да што повише бидат луѓето и децата на воздух, надвор. По можност децата се водат на планина, некаде кај што ќе се проветруваат. Верувајте ми дека деца што така идат и возрастни се поздрави. Исто така за имунитет. Значи, нема одбрана од вирусни инфекции, освен добар имунитет. Што тоа значи? Веќе сега може да се припремаат со разни витамини, ја кажувам секој пат Д витамин, С витамин, цинк. Има такви препарати, многу се добри и стварно погодуваат да имунитет се справи со вируси. Значи, немогуче е да не добие, меѓутоа, тоа ќе биде многу полесно. Еве напоменавте и дека е убаво дечињата па и возрастните зошто да не додат на планина да дишат чист воздух. Дали тоа спаѓа во делот за јакнување на имунитет? Точно, исто така и добар сон, значи не може ноќе цела ноќ да оди горе-доле и после да има добар имунитет, нема шанси. Значи задимени простори исто погодуваат на вируси. Потребно е да што почист воздух биде, да има добар сан, исто така јадење, квалитетна храна со витамини. Дали важи правилото дека имунитет се зајакнува во текот на целата година, а не само кога ќе дојде овој период на вируси? Точно, затоа што одредени ситуации влијаат на имунитет и паѓа имунитетот, тогаш е поподложено тело на разни инфекции. Например, еден голем стрес и хронична некоја болест. И стресот си има влијание. Околу вирусните инфекции, кои се најчести вирусни инфекции во овој период и какви симптоми истите пројавуваат? Да ги кажам кои се, меѓу другите и корона, затоа што останавме на пост-ковид со корона и забележуваме чудни некои симптоми со повраќање, например, одат. Може би е корона, меѓутоа никој не се тестира. Обично симптомите на вирусни инфекции како се разликуваат од обична настинка или можеби бактерија и слично? Тоа е обична настинка, уствари вирусна инфекција. Секој пат е прво вирус, после тоа иде бактерија. Значи 2 дена препорачуваме да бидат внимателни кога ќе почне течење на нос, грло да почне да боли, некоја лесна иритација на грло. Не е време да се оди на доктор. Меѓутоа, ако после 2 дена се продолжи и потешко му е на човекот, висока температура добие, обавезно да се јави на доктор. Ако добие потешки симптоми, мора да дојде и да го посети матичниот доктор, односно медицинско лице. Пред самиот крај, уште еднаш, која е вашата порака до нашите гледачи и дали давате посебен апел до можеби хронично болните лица токму во овој период, односно дека токму они треба најмногу да внимаваат во однос на заштита на самите себе. Да не се мешаат многу со луѓето, хронични болни, они знаат дека не би требало да влегуваат во
во такви ситуации кај што се групи на луѓе, например. Меѓутоа, сега е време да се зајакнува имунитет, постепено да почне да се земаат витамини. Благодарам многу за одвоеното време. Молам. Се надевам ова вклучување беше од интерес за нашите гледачи, верувам и за вас, драги мои колешки, со оглед на тоа дека навистина станува збор за период кога вирусните инфекции се почести и треба особено да внимаваме кога станува збор за нашето здравје.